денешна утринска тема која што веќе ја најавивме, а зборуваме за есенската депресија и времето е поврзано со истата. Со промена на времето, поточно со завршувањето на летото и навлегувањето во есента, неретко може да се случи и чувство на есенска депресија, поточно таква состојба со симптомите кои што таа ги има или со која што се карактеризира. Врнежливото време и недостатокот на сонце за многумина од нас може да влијае на малку понегативен начин, во смисла на тоа да имаме променливо расположение, да имаме можеби некој песимизам, меланхолија, мрзеливост и губење на енергијата или така да се чувствуваме и со тоа се карактеризира, значи тоа се одредени симптоми кои што ги има есенската депресија. Но ова само како најава, се разбира дека имаме стручно лице во студиото кое што ќе ни објасни за тоа што психологијата зборува или кажува за есенската депресија, како се дефинира, кои се симптомите, како да препознаеме дека всушност имаме есенска депресија и што е најважно како да ја превенираме или да ја третираме. Но оваа тема во утринска на тема во нашето студио зборувам со нашиот, можам да кажам, и редовен гостин, психолог Фики Гаспар од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Фики, добро утро, добро ни дојде. Добро утро, благодарам уште еднаш за поканата. Вас, психолозите, ви се случува ли да се соочувате со есенска депресија или со оглед на динамичното темпо и работа која што има во текот на целата година, тоа можеби и не се случува баш така често, да речеме? Па да ви кажам, со многу колеги што зборувам, мислам дека ние покрај тоа нели што најчесто скоро сите од нас и одиме и ние самите на психолог или психотерапевт, заради тоа што нели професијата ни е таа и се соочуваме со многу широк спектар на ситуации од кои најчесто нели се негативни, влијае доста. И воведот беше одличен, морам да кажам. Баш ги опфати сите работи за кои што би разговарале денес. Малку припремајќи се за темата и разговарајќи со некои од колегите кај нас, па и со работници кои што работат психотерапија и психолошко советување, мислам дека дојдовме до заклучок дека намаленото време поминато на сонце или на сончева светлина е најголемата причина за да се појави нели таа есенска депресија како што ја викаат. Секако за да се појави нели мора да има и многу други пропратни работи кои што влијаат кај личноста и кои што прават да ги доживуваат тие симптоми. Знам малку нели поразговаравме и за кои се тие симптоми. Значи класично симптомите на депресија, промена во расположение, најчесто лошо расположение, немање мотив за да се завршат некои обврски, немање голема желба за пуштање во нови работи, намален апетит знае често да биде исто така симптом кој што кога работиме со клиентите нели најчесто го забележуваме нели па и промена нели на телесна тежина. Многу различни симптоми кои што доколку нели ако не направите, ако не земете убава анамнезија, ако не го познавате добро клиентот, не сте работеле некое време, може и да ги замените, да помислите дека се работи за нешто друго, но генерално првото нешто нели кога ќе дојде клиенти, кога ќе се пожали дека ете овој период има промена во одредена функционалност, првично ги проверуваме и тие работи во самиот разговор. Така е, она кое што можеби голем дел од нас го чувствува во текот на есента или кога нели завршува летото во кое што сме навикнати на многу сонце и на повеќе време нели надвор и на подолг ден. И сега денот ни се скрати, многу побрзо се стемнува, немаме толку време можеби за останатите слободни активности на отворено, со оглед на тоа што дека почесто го имаме и дождот и сето тоа си има свое влијание. Но како тоа да се трансформира, поточно ако веќе се појави одреден симптом или чувство токму на таква некоја есенска депресија или меланхолија или песимизам или недоволна желба за извршување на оние редовни и тековни секојдневни и не само работни, туку и други приватни и лични уврски, како тоа да се трансформира во смисла на тоа да дури ако е врнежливо времето и ако тоа на многумина им влие, да дождот послужи за да се разбистри умот, можеби да се практикува некој метод и техника кој што ќе го стопира тоа, поточно уште пред да навлеземе во таквото расположение, да може да се мотивираме на друг начин. Така, прво ви кажал дека исто така овој период нели покрај сите тие временски промени имаме промена најчесто, не кај сите, но кај поголем број на личности, промени и во социјалните
евенти во социјалното дружење кои што го имаат. Најчесто, нели, како што посочи, се намалува, нели, денот, луѓето имаат тенденција да поминат повеќе време дома, не искачаат толку и тоа исто така влијае затоа што се чувствува таа промена. Кога ќе дојде клиент, првото нешто што треба да го видиме, нели, проверуваме, нели, сите аспекти, дали има патологија, кога ќе се пожали на одредена состојба, дали проверуваме дали се повторувала. И едно нешто што е секогаш така е дека кога ќе се појави нова состојба кај одредена личност, најчесто одредени резилентни сили кои што ги има секоја личност влегуваат, нели, одбранбени механизми влегуваат и помагаат во таа ситуација да самата личност може и сама да се избори, затоа, нели, имаме многу често кога и сами сме свесни дека некои потешки периоди некако сме ги пребродили и сами, но веќе кога самата личност ќе запримети дека му влијае на функционалноста, нели, таа промена на расположение и симптомите што ги спомнавме веќе прават промена во функционалноста и не може да продолжи така, нели, ги спомнавме овде и мотивација намалена и чувство, некогаш имаме и чувство и на беспомошност и зависи од, нели, спектарот на симптомите, тогаш најдобро е да се консултира со психолог. Има повеќе методи, нели, со кои што се работи, доколку не се работи за личност која што има некоја си патологија, каде што доколку има, нели, се праќа и на психијатар, но доколку нема, најсоодветно и најдобро е да се поработи со психотерапија. А во однос на тоа што личностите може да направат, се тие класичните работи што ги слушаме од сите страни. Подобра исхрана, да се трудат, нели, да јадат поздрава исхрана која што ќе им влијае на расположението, да се трудат да спортуваат. Многу често знаеме да кажеме, нели, да препознаеме одредени моменти кои што влијаат негативно кај нас и ако можеме, нели, да ги намалиме или да ги во целост да ги отстраниме, но тоа не секогаш, нели, е возможно. Многу зависи дали има останати стресори кои што влијаат на ситуацијата. Така да сите овие работи се земаат во предвид, но генерално кога ќе видите дека доаѓа, нели, одредена личност, клиент на разговор, знаете веќе дека пробале со одредени методи и сепак се одлучиле дека можеби им треба, нели, и стручна помош. Така да врз основа на тоа има класични процедури, нели, со кои што се работи и кои што се гледа што би требало понатаму да се превземе. Така е. Кога ги споменавме оние работи кои што можеме да ги направиме и кои што би ни помогнале како да се избориме со есенската депресија или пак барем да ги олесниме симптомите кои што таа ги дава, тука можеме и сигурно ќе го споменеме и квалитетниот сон и доволно време за спиење, поточно часови кои што експертите ги препорачуваат, веројатно и психолозите, за одење во кревет и се вели дека се потребни најмалку 8 часа. Тоа го знаеме сите. Дали се уште се задржуваме на 8 часа или во динамикава во која што живееме, веројатно можеби многумина не можат да баш 8 часа да се одспијат навечер, но тоа е апсолутно потребно, одење во кревет пред полнок и 8 часа добар и квалитетен сон. Да, тоа доста помага. Мора да напоменам овде дека важи и квалитетот на сонот. Некогаш имаме ситуации кога поминуваме и подолго во кревет или спиеме, нели, најчесто чувствуваме дека спиеме подолго, но зависи каков ни е квалитетен и сонот. Ако се будиме многу често, ако имаме депривација од сон, тоа знае многу да го влоши, нели, и чувството и да не направи поиритабилни, да ни ја намали толеранцијата за одредени работи во текот на денот, кој што нормално ни влијае и ни прави чувство дека имаме одреден проблем кој што сега се појавил, нели, и многу може да направи промена во ситуацијата доколку се работи за, нели, есенска депресија. Така да, сонот е еден од, убаво што ме подсетивте, една од работите која што е доста важна и одредени истражувања кои што се занимаваат со овие, нели, психолошки истражувања со овие варијабли и хипотези укажуваат на тоа дека правени измеѓу контролна и експериментална група, таа група која што имала добар сон, подобро се справувала и на самите тестови, нели, означава дека
подобар квалитет на животот има и помалку се вади тој нели индекс на одредена есенска депресија, што значи дека е голем фактор кој што ни е битен да ни се подобри состојбата доколку се работи за таа проблематика. Така. Фики, ние во минатото за вас и со вашите колеги сме зборувале за различни состојби кои што се поврзани токму со таквото депресивно расположение или по-конкретно да речеме една сериозна состојба каква што е депресијата. Значи тука не станува збор за сезонска депресија или за периодично чувство како што е, како велиме, есенската депресија за која што зборуваме, туку збориме за диагноза која што е малку посериозна и која што треба да се третира или исто така на посериозен начин или со посериозен пристап. Кога ќе споминеме за личности кои што за жал во нашата земја ги има во поголем број, и тоа статистиките го покажуваат, како и лекарствата кои што се применуваат, по кои што се посегнува, дека има луѓе кои што се соочуваат со депресија. Сега кога на тие луѓе дополнително ќе се додаде и овој, кога ќе им дојде и овој период на есента и веројатно промена исто така и како во времето, така и во нивното расположение дополнително, тогаш дали може кај таквите личности да стане и уште посериозно состојбата и во секој случај неопходен е за нив разговор со психолог и одредени третмани, но што би кажале во оваа комбинација? Да, доколку збориме за депресивно анксиозно расстройство, да, сепак тоа е нели состојба која што треба соодветно да се третира. Исто така се третира нели и главно се третира со стручно лице психијатар, кое што си имаат они своји методи, не би навлегал нели во работата на колегите. Во однос на психолошкиот дел ние секако се вклучуваме и согласно нели, пошто сепак индивидуална личност од една до друга има многу голема разлика во нели каква е клиничката слика, така да ние се вклучуваме и секако од голем бенефит е работата психолошка за состојбата нели на депресија. Секако доколку лицето е склоно кон пројавување на по-зачестени и по-јасни симптоми заради временскиот период, заради намалување на нели дневната светлина, заради намалување на влијанието на сонцето, може да влијае многу на примарната нели диагноза која што ја поседува личноста, и овие се моменти кога нели секако професионалците нели кога работат таков клиент го земаат во предвид тој момент и можеби нели го адаптираат работењето во однос на временскиот период, со што ние секогаш кажуваме нели личноста сама по себе може да си процени, можеби точно не може да даде диагноза, но може точно да процени дали сега се чувствува подобро, дали се влошува, дали може би стагнира, нели не се променува состојбата. И тие се се важни информации кои што нели треба да ги има било кој терапевт што ја работи состојбата, за да знае како да пристапи понатаму и дали интервенциите кои што ги користи се водат кон подобрување на состојбата или нели сепак треба да се направи нешто поразлично. Морам да спомнам дека барем од моје искуство нема некоја ситуација каде што може вие точно да кажете дека се работи за тоа, туку најчесто е нели пропратено со и одредени останати симптоми, моменти кои што влијаат. Јас мислам дека не постои човек кој што нема стресори во денешното време. Тие може нели да бидат минорни, но може да бидат и многу големи. Се случуваат секакви работи и треба да бидеме предпазливи, нели, и да имаме во предвид дека тоа е нормално. А исто така би кажал еден совет дека многу често знаеме да нели нормално е сега ќе прочитаме на интернет, некои работи ќе си ги пронајдеме кои што можеби да не исплашат. Затоа многу е подобро да се консултираат со професионалец кој што има своји алатки, нели, за да процени дали сепак се работи за некоја си состојба или се работи за одреден период и кои се очекувањата и кои се прогнозите кои што може да ги даде нели тој експерт кој што работи со проблематиката,
Така да советот ми е тоа да не се подпираме на тоа што ќе го прочитаме, затоа што многу често доаѓаат клиенти кои што се исплашени затоа што отвориле, прочитале и некако нели си ги препознале своите симптоми и си дале своја дијагноза на некое си расстройство, па некогаш и на невроза. Знаете, зависи што ќе фатат и што ќе се поистоветуваат, така да мислам дека и многу добар начин за решавање на состојбата е прво да ја дефинирате. Знаете, кога ќе ја дефинирате одредена состојба, тоест за клиентот влијае така да му помага да му бидат работите појасни и да го избегне моментот на неизвестност. Имаме често проблеми, иако не е поврзано со темата, нели, состојби кои што не се јасни за која дијагноза се работи и тоа дополнително ги отежнува работите. Така, кога зборуваме за тоа што се можеме да најдеме на интернет и од непроверени извори што може да прочитаме и дури и пред да видиме дали и разумно размислиме дали е тоа навистина тоа со кое што се соочуваме, се создава чувство на паника и веднаш нели и да го немаме тој симптом ќе ни се појави како видиме нели таков ефект се создава, но ако зборуваме за токму информации кои што се наоѓаат на интернет малку во позитивна насока, еве ова кога ја споменавме правилната исхрана, дружењето со позитивните луѓе, повеќе дневни активности кои што не ослободуваат од стресот и така натака, секој на себе тоа го почувствува дека навистина го леснува таквото чувство или тие симптоми, но можеби за ова ќе кажат повеќе нутриционистите, но се вели еве дека се препорачуваат ако зборуваме за правилната исхрана, оние овоштија и намирници кои што помагаат во подобрување на расположението, дека се бананата, јаболката, кои што ги имаме во текот на целата година и ги имаме и сега и се доста вкусни, зелениот чај исто така и темното чоколадо, се оние кои што малку кога ги внесуваме во исхраната или малку почесто помагаат за подобро расположение. Но тоа се само составни делови за тоа како можеме да си помогнеме и нешто што верувам многумина го прават. А ако збориме и ова би ни било негде кај крајот на нашето денешен разговор или заокружување на темата, во разговори со психолог од ваше искуство, но и од искуството на клиентите кои што доаѓаат во Гаспар. Колку тоа вистина помага и кои се бенефитите или ефектите кои што се чувствуваат по разговорот со психолог и препораките кои што тој ги дава? Така, зависи многу од индивидуалната личност. Сите овие работи ние што ги спомнавме влијаат нели за подобрување. Можеби кога ќе се земат само индивидуално, ако подобрите само една работа и практикувате, можеби нема да влијае многу и нешто значително, но ако се практикуваат повеќе работи, знае нели нормално да биде ефектот поголем. Јас тоа што го гледам и кој што разговарам со и колеги и клиенти кои што поминуваат, мислам дека сега за сега нашиве колеги се справуваат многу добро со состојбата, затоа што имаме ситуации каде што нели ќе се прикажуваат и прикази на случаи, но и кога ќе ги запознаете тие клиенти што поминале, кога ќе ви кажат од каква состојба до каква преминале и се тоа со помош на професионално лице, секако и со своја волја и со резилентните сили, комбинација на сите работи што ги збориме, гледаме дека доста ефикасно нели ги надминуваме некои работи. Секако има нели и одредени моменти каде што подолго време одредени клиенти знаат да се борат со некоја состојба и не можат толку лесно да ја надминат и тука нели се прават консултации, кажавте, и со нутриционисти, со други доктори, најчесто се гледаат многу аспекти, нели, и органски аспекти, и психолошки, така да генерално тоа е тоа, мислам. Вики, благодарам многу за денешниот разговор и за вашето време, како и секогаш така и денес да одвоиме малку и минути и внимание да дадеме на она кое што можеби е предизвик или проблем кај многумина во овој период, а тоа е есенската депресија, како да се избориме со неа, како да ги олесниме симптомите кои што почесто знаат да се појават и да имаме убава есен па и зима која што не предстои. Следаме во следна прилика на друга важна тема. Благодарам.